Почитувани, пред денешната седница на Комисијата за прашањата за изборите и именувањата, важно е да се потенцираат две работи. Прво, добро е што по неколкумесечен застој денеска ќе се разгледуваат предлозите за уставни судии. Второ, лошо е што ВМРО-ДПМН не се откажува од партиски инсталации во судството. Нешто што беше нивна одлика за време на 11-годишниот режим. Тоа се гледа и по нивните предлози за нови уставни судии. Меѓу предлозите на ВМРО-ДПМН за уставни судии е Саво Климовски, докажан бранител на режимот. Саво Климовски беше еден од говорниците на протестите пред 27 април, кога ги хушкаше граѓаните да се спротистават на промената на власта. Неговиот син, Александар Климовски, исто така бранител на режимот, денеска е стратешки соработник на Христијан Мицковски. Понатаму, ВМРО-ДПМН ја предлага Родна Живковска, мајка на Иван Живковски, некогашен партиски избран лидер на студентите, денес председател на Советот на општина Кисела Вода од редовите на ВМРО-ДПМН и адвокат на градското јавно предпријатие Лајка. Како предлог за уставен суди од пратениците од ВМРО-ДПМН е и Весна Јовановска, некогашна пратеничка од оваа партија. Ова е доказ како ВМРО-ДПМН го замислува Уставниот суд, како место за згрижување на свој партиски кадри, нешто слично што го направи со секоја институција со која раководи нивен кадар. Почитувани, Уставниот суд е еден од најважните органи во македонското правосудство и тој со месеци е без предвидениот број на членови. Важно е да се изберат докажани професионални личности кои ќе бидат чувари на уставниот поредок. Во комисијата очекувам конструктивна дебата, усвоените предлози потоа да се најдат и на пленарна седница, да се изберат тројца уставни судии, со што Уставниот суд ќе продолжи со работа во интерес на Уставот и на граѓаните. Ви благодарам. Јас очекувам, како што истакнав претходно, дека ќе се води конструктивна дебата во Комисијата за прашањата за изборите и именувањата и да се изберат, битно е, најквалитетните предлози со што Уставниот суд ќе може да продолжи нормално да функционира, бидејќи сме сведоци дека закочена е работата на Уставниот суд поради недостаток на доволен број на уставни судии. Ние, кандидатите што ги предложивме, сметаме дека ги исполнуваат критериумите и дека достојно ќе извршуваат функцијата суди на Уставниот суд. Вреди да се разговара и за останатите предлози кои што ги предложи опозицијата или барем за дел од нив. И пак ќе повторам, верувам дека ќе имаме плодна дебата и ќе успееме да ги избереме и да му предложиме на пленумот на собранието да ги избере најквалитетните кандидати за уставни суди. Ви благодарам.